Почитувана публико, добре дојдовте во уште едно интервју на Охрид Нјуз. Денеска говориме на актуелна тема со уште поактуелен гостин, директорот на Општата болница Охрид, доктор Горан Балевски. Добре дојдовте во студиото на Охрид Нјуз. Актуелна тема велам затоа што деновиве растат бројките на новозаразени од COVID-19 во земјата. Само до неодамна беа двоцифрени, сега се веќе троцифрени, околу 400 дневно на ниво на земјата. Дали ова веќе најава или почеток на новиот четврти бран на COVID-19 кај нас и на што според вас се должи тоа? Па ова е, кажам, некој очекуван веќе, некој очекуван бран. Јас и на почетокот реков дека не верувам дека ќе престане оваа пандемија така едноставно. Точно дека имаме нов бран, се зголемува бројот на позитивни случаи. Меѓутоа е добро што во Охрид има голем број на вакцинирани и моментално е отворена модуларната болница. Моментално состојбата актуелна во модуларната болница е да имаме 4 примени пациенти. Од тие 4 пациенти, тројца одбивале да се вакцинираат, а едниот е вакциниран и со втора доза и е позитивен, меѓутоа на клиничката слика е ите како полесна. Од сите четворици само еден беше на делумна кислородна поддршка со мал пад на сатурација, значи имаме сите четворица моментално се со полесна клиничка слика. И е добро што населението од Охрид е меѓу градови што најповеќе се вакцинирале. Очекувам дека нормално ќе се зголемува бројот на позитивни случаи, меѓутоа да се надеваме дека нема да имаме таква оптовареност на болницата и на модуларната болница и на сите други, како што имавме за третиот бран, кој што стварно беше нешто што досеа во не знам колку луѓе има, над 5-6 луѓе оперирано, немам видено во кариерата, да имаме преку 110 примени со ковид, со тешка клиничка слика, однеми голем број да се кислородно зависни, да трошиме по 200 боцења во текот на пандемијата, на ден трошевме. И не очекувам дека овој бран ќе има таков замав. Меѓутоа, ова пандемија и овој вирус се научи дека не можеме да предвидиме. Многу работи се не предвиди, не само нас, него и големи, да кажам, медицински имиња, големи медицински куќи не можеа да го предвидат токот на самата пандемија, како овој вирус ќе се понаша. Наше како општа болница да сме спремни и со капацитети. Добро е што имаме модуларната болница која има 51 кревет кој што е наменет исклучиво за лекување на ковид пациенти и тој дел е некако ослободен да може и другиот дел од болницата да работи нормално. Нормално се ова што се деши во Охрид од почетокот на август, не придржување на мерки. Малтене во Охрид беше цела Македонија без никакви носења маски, дистанци, тоа да не правиме муабет. Тој си донесе да нивото да се зголеми самиот број на позитивни пациенти не само во Охрид, него на ниво на цела Македонија. Вие можете да видите самата епидемиолошка карта, онаму кај што најмалку се придржавале најголем број на позитивни пациенти. Така, токму тоа ми беше следно прашање. Го живееме шпицот на туристичката сезона, особено ова што се случува во август, а на што сме сведоци сите ние, веројатно ќе има одредени реперкусии. Ви изненади ли што почна да расте бројот на новозаразени во лето, кога луѓето се повеќе нели на отворено и начинавте на што најмногу се должи тоа и како сега да не можеме да го спречиме нели новиот бран, меѓутоа како да се ублажи цела оваа состојба? Па не изненади, ние значи и очекувавме, можда очекуваме малку покасно, меѓутоа не изненади. Со ова го научивме доста вирусов, ако пратите комплетно она што и светските познавања, ќе видите дека и во земји кај што и во летно време и кај што температура на 50 степени има значи ширење на самиот вирус на некој начин, иако не ми е базична струка, ни епидемиологија сепак ги следам и Комисијата за заразни болести, имам да кажам колеги кои што работат во странство, кои што ми даваат баш оние навремени информации и на состаноци во болницата очекувавме дека ќе имаме бран и очекувавме дека нема да е толку јак. Меѓутоа не изненади тоа што имаме огромен број на прилив на пациенти и со други болести. Значи, ова лето ваква оптовареност на болницата немало одавно и само за последното деноноќе имаме значи во Охрид
па 100 прегледи на интерно оделение, 70 прегледи на педиатрија, 70-80 прегледи на хирургија, собраќајки, не знам што нема, значи вако оптоварено сме немали на болница, плюс сега имаме покачување на прегледи како резултат на ковид пациенти. До пред месец дена имавме прегледи 8-10 поврзани со ковид пациенти, меѓутоа од вчера имаме преку 40 кои што се прегледуваат и се земаат присеви дали се суспектни, така да за разлика од прошлото лето кај што немавме прилив од други болести, сега имаме и од други болести плюс ковид, така да ова лето и текако имаме поголема оптовареност на болница него прошлото лето. Меѓутоа добро е што доста научивме за вирусов. Сам докторките од инфективно оделение се доста спремни, имаме доста опрема, добивме респиратори, оксигенатори, све она што треба, дополнителни кревети, така да не верувам дека ќе дојде до исполнетост на модуларната болница и да го вратиме онај план Б кај што другиве оддели ги префрламе за ковид, што за мене стварно било многу голем удар врз здравствениот систем на целиот регион, бидејќи тоаш ги занемаруваме другите болести. Ние сме општа болница која покрива оголемен диапазон на пациенти, од нервно, интерно, педиатрија, гинекологија, урологија, хирургија, имаме центар за наркозависници, имаме психологија, гериатрија, така да се надевам дека ќе успееме тој удар почетен или зголемување на тој број на позитивни да го покриеме со модуларната болница и со капацитетите кои имаме без другите пациенти кои што имаат други болести да ги ставиме на листа на некој на чекање. Во секој случај план Б постои. План Б постои во секој случај, не план Б, секакви планови постојат. Нормално персоналот е доста уморен, она што за разлика од другите болници, ние во летниот период, кај што другите болници од другите градови има намалување на случаеве, ние во Охрид цело лето, како што гледате, цела Македонија во Охрид има најразлични случаеви, така да секојдневно сме во контакт и колку можеме излегуваме на крај со сите овие болести. Балевски, спомнавте дека како стручни лица не ве изненади тоа што имаме нов бран на COVID-19 сега во лето, кога се температурите и повисоки, луѓето се повеќе на отворен простор, но ве изненади ли однесувањето на самите луѓе, на граѓаните? Па не изненади луѓето што некако се опуштија, што и по мене и нормално, најте таа затвореност од година и нешто доведе да летниот период малтене сите се опуштат. Тој најпоќе ми изненади тоа што на Охрид наоколу за отворен простор, отворени кавани сите некако почна да се збираат во некои затворени простори и тука се и тие случаеви кои дојагаат, да кажам, позитивни, поголеми кластери, али не верувам дека ќе се толку ќе дојде оптовареност како третиот бран. Охрид и доаѓаат најразлични луѓе од секаде, така да и да сакате да спречите све не ќе можете. Покрај се ова што се случува, на што сме сведоци глобално на целата планета, спомнавте вие пред малку Охрид е меѓу градовите кои предничат по бројот на вакцинирани, речиси половина граѓани и население е вакцинирано до овој момент и трендот е добар, колку што имам информации во овој момент. Но сепак се уште постои скептицизам, дел од луѓето не сакаат да се вакцинираат. На што тоа се должи според вас и веројатно ќе треба да се навикнеме дека со овој вирус ќе живееме уште долго време, додека не се изнајде некакво решение, а какво е тоа решение, што според вас може да го победи овој вирус и како можеме како човештво воопшто да го победиме овој вирус? Па уште од кога почна процесот на имунизација или вакцинација во спортската сала Билјанин извори, значи општа болница Охрид цело време тие сите месеци активно учествуваше со преку 20 луѓе, персонал, опрема, кадар, сите, да кажам, несакани ефекти беа од вакцинација беа носени малтене во нашата болница и нас ни одговараше тоа да бидеме така активен учесник како болница и сакаме што може повеќе, значи затоа и се вклучиме ни активно во самиот процес на имунизација. Мислам дека околу 60.000 луѓе се вакцинира од целиот регион во спортската сала. На почетокот имаше првиот ден, мислам, отпор, меѓутоа со ангажман на комплетниот медицински персонал, лекарите сите, со помош на медиумите, ја ставивме акцент на важноста од вакцинацијата и сега гледаме колку е било тоа битно.
Значи сега го гледаме ефектот. Охрид е за голема среќа доста од населението се вакцинира. Со тие 50% од значи тоа е огромна бројка. Мислам дека после Кавадарци имавме најголем број на вакцинирани луѓе и на почеток кажав, единствен лек да ја победиме пандемијата е вакцинацијата. Немаме ние друг лек. Ние можеме да имаме 100 доктори, 100 респиратори, не знам што да. Ако луѓето не се вакцинираат, ние не можеме да му помогнеме. Значи ударот ќе е преголем. Доста ја учиме од сама болест, че ова е нешто ново, меѓутоа е добро да од сиве што се позитивни и кои што биле вакцинирани. Немаме луѓе кои завршуваат на машини или на кислородни поддршки или на СИПАВ машини. И мислам дека тука ќе го победиме вирусот. Нас не ни е битно колку ќе имаме позитивни, битно ни е колку од ними ќе завршат во тешка клиничка слика. Ако имат позитивни, а се со лесна клиничка слика, ние ќе научиме да живееме како со еден сезонски грип со оваа болест. Мора да живееме. Ние ево веќе колку втора година тераме како сме оптоварени со овај вирус, меѓутоа мора да се бориме. Мора да работат и морат и стопанство и целата све да работи. Ние не можеме све наедно се да затвориме и да речеме тоа е тоа. Али мислам дека ако процесот мора на вакцинација да продолжи, значи луѓето мора да се вакцинираат, точно е дека имат и различни, што нема слушна, дури имам слушна од своји колеги кои викаат вака, така, меѓутоа мора да се вакцинира. Народот мора да свати дека мора да се вакцинира. Нема лоша вакцина. Сите вакцини се одлични. Значи не постои лоша вакцина. Нормално секој лек има и несакани ефекти. Вие проспектов да го прочитате за пеницилин, ќе рече јас никош не ќе се боцнам на пеницилин. Меѓутоа ние боцнавме преку 60.000 луѓе во спортска зала. Ниеден не ни направи ни некој тежок анафилактички шок, ни некои последици, а пред да почне процесот на имунизација што не зборуваја луѓето. Така да јас и сега апелирам тие што не се вакцинирани да не слушаат никого да се вакцинираат. Тоа е единствен спас, не само за себе, него за своите најблиски, за својата фамилија. Доколку се луѓето вакцинирани, тоа не значи по автоматизам дека може да се опуштат и да прават што сакаат. Треба и натаму да се почитуваат и останатите мерки. Значи мерките и препораките од Комисијата за заразни болести и јас треба да ги почитувам и луѓето треба. Тоа се луѓе кои што цел живот се епидемиолози, кои со цел живот го работат, цел живот пратат бројки, како ќе се развива пандемијата. Самата вакцинација не значи дека вие треба сега да одите и со пола град да се поздравите, да се избаците. Значи самата вакцинација значи дека вие имате одредено ниво на антитела, меѓутоа не значи дека не треба да носите маска, да треба да се понашате како што сакате. Али апелирам уште еднаш да се вакцинираат што повеќе население. Вие се вакциниравте? Јас сум вакциниран и тоа меѓу првите, пошто бев активно вклучен од транспорт и не знам и како не заболев, пошто во неколку случаеви малтене и оперирав позитивен и крв ми прсна и тоа беше уште пред да излезат вакцините, меѓутоа не заболив, значи не заболив, меѓутоа кај мене целата фамилија заболи. Тоа зборува дека болеста е тука секаде се присутна. Каков е процентот на вакцинирани во општата болница, зборувам од персоналот? Па јас уште на почетокот реков дека секој треба во општа болница вакцина. Јако на почетокот и не ми вика зашто ќе се вакцина не медицински персонал, техничари, па јас и на состаноци му реков, нас техничаров, ние сме болница, имаме 500 работени, 100 и нешто се машки. Јас сите на почетокот ги ставав боци да мене, без разлика што на која позиција во болницата. И на почетокот зашто се вакцинат техничарите, па нас да ни заболи информатичаров или техничаров кој што ги менува боците, тоа ќе е катастрофа за болницата. И реков, па ако сака нека ме пишуваат на сите медиуми, до еден ќе го вакцинирам од општа болница. Ама баш до еден. И успеа во тоа и мислам дека немаме ние не вакциниран и многу ми е полесно затоа што са не можеме набиваме ние кластер на инфекција. На почетокот најголем страв ми беше да ние постанеме кластер на извор на инфекција и да најнуш треба да затвориме цели оддели. Вие знаете ли што би значило за Охрид да го затвориме цело интерно оделение и да пуштаме во други градови? Тоа било катастрофа. Или цела хирургија, гинекологија, урологија, интензивна нега, значи целиот хируршки блок да го затворите во тоа во 2-3 дена, тоа било стварно не само од ковид, луѓето ќе умират од други болести. Затоа што една група болести се ковид, меѓутоа имаме на огромна друга група на болести кои што
Нешто трпит одлагање, меѓутоа нешто не трпит одлагање. Ние последниве во 4-5 месеци нон-стоп оперираме. Значи нон-стоп тоа се пациенти кои што сме ги одлагале како резултат на ковидот. Меѓутоа некои болести, иако ние ги крстиме дека не се првна хитност, меѓутоа се влошува симптоматологијата. Колку ковид ја усложнува секојдневната работа на сите оддели во општата болница и што тоа промени во протоколите внатрешни? Па нормално дека усложнува ковид. Самата на почетокот на пандемијата опериравме и работевме све под маски, под скафандери, максимално заштитени, што воопште не е лесно. Значи вие да седите во една комплетна униформа, маски, скафандер, све и ево да оперирате например некој тумор на бубрек или камен, нешто тоа нешто ми мене ужас специјалност, не е едноставно. 2 сати, 2,5 сати да седите под светла во сала, воопште не е едноставно и физички и психички да го издржите сето тоа. Да не зборувам дека транспорти треба да правите комплетно опремени, комплетна заштита на целокупната опрема, инструментариум, све е поинаку. Дека не е исто како што било порано. Точно дека сега имавме малку разлабавување на мерките, меѓутоа и кај нас и сега секој пациент што влегува, кој што оди на оперативен програм, кој што оди на поголем зафат, мора да го тестирате. Го тестирате заради него, го тестирате заради екипата која што работи. Докторе, спомнавте дека Охрид ова лето, односно општата болница во Охрид се соочува со зголемен обем на работа, зборувам за се останато освен за ковид, тоа што го немаше минатото лето. Така е во сезони години наназад и веројатно ќе се усложнува тој проблем, што значи ли тоа дека потребна е некаква реформа, реорганизација и еден поинаков пристап воопшто во тој здравствен дел, кога е во прашање шпицот на туристичката сезона? Воопшто е потребен некој поинаков пристап. Стално имаме недостаток на лекари и сестри. Ние и сега сиве доктори и сестри што се набира, уште утре да ги примеме, имаме работа. Имаме работа нормално за медицински персонал. Голем проблем е немедицински персонал, персонал кој што по илјадници причини е примен, вие немате ефект од тој персонал. Ова пандемија покажа дека мора струката да е на прво место. Значи, ова пандемија не научи дека стручноста и знаењето мора да е на прво место. Струката мора да ја води болницата. Значи, не може друг да ја води болница. Мора струката, значи, нас ни требаат стручни лекари и опрема и кадар. Не медицински персонал, јас и сега кога сум, му викам, ако нема завршено медицинска сестра, доктор, ако не си специјалист, нема што да разговараме. Нас ни треба ограничен број на друг персонал кој што е помошно технички, али не до безвез. Значи, нас се знае точно во медицината, према број на пациенти, према население, колку треба да имате сестри, колку треба да имате доктори, за таа болница да може да функционира. Колку ќе успееме во тоа, не можам да кажам, затоа што има тука и други фактори, меѓутоа моја заложба е да лекарите обавезно ги задржиме тука во Охрид, да донесеме доволно опрема, доволно кадар за да имаме што да му понудиме. Затоа што сега е модерно време, нема лекар кој не знае компјутер, нема лекар кој не знае 2-3 јазика и него светот му е отворен, тој од заутре може да замени тоа Охрид. И ќе најди одма работа. Ако е квалитетен, одма ќе најди работа. Што е тоа што може да ги задржи докторите, медицинскиот персонал воопшто тука кај нас? И што е тоа што треба да направи општеството за да ги задржи тие доктори? Па општеството прво мора да направи да имаме примање на квалитетен кадар, да немаме притисок од политичките партии со примање на друг кадар кој што е немедицински кадар, значи докторите, сестри да се примат некоја комисија кој што апсолутно по стручност и знаење ќе ги прима лекарите и тој медицински кадар, мора опрема да имаме дефинитивно. Значи вие можете кај нас дошле доса стварно млади деца од Охрид да му се поклониш на десетките, кои што завршиле во државен факултет со Скопје со 9.3, 9.4, 9.5. Тие луѓе треба одма да ги примеме. Ние нема што да разговараме дали треба дозвола од не знам од кого. Тој човек треба да е на болница кај нас вработен. Дали е тој
од СДС, од ВМРО, од ДУИ, дали е жолт, бел, кинез, дали мене не ме интересира. Тој со 9, нешто просек од утре треба да се прими, од заутре треба да е на специализација и нормално адекватно да се плати за да остане тука. Моментално потребата од квалитетен медицински кадар, не само во Македонија, во цел свет е огромна. Ние мора да вадиме квалитетен кадар, тоа треба да го прават факултетите, меѓутоа и самите базични болници да имаат доволно луѓе кои што може да едуцираат за тој кадар да остане. Иначе тој кадар дефинитивно, ако ние не му понудиме модерна опрема, значи модерна болница, тој ќе си замени. Колку ве оптоварува немедицинскиот персонал сега? Па многу. Дефинитивно не оптоварува многу. Немедицински персонал, нас не треба квалитетен кадар, медицински кадар. Немедицински кадар вие имате некој кој што сте наследиле, кој што некој можете да го трансформирате, меѓутоа не можете, некој не може да го трансформирате. Одредени оддели од болницата апсолутно би требало да бидат како сервисни услуги, значи да користат надворишни услуги, не гледам причина да имаме ние такви вработени кои што ни земаат да речам големи средства, а најбитно е што битно е пациентот што го добива. Значи треба пациентов да каже дали е задоволен од услугите на наша болница, а тој не е задоволен, пошто треба да е задоволен од прием, од начин на лекување, од опрема, од све. Ние можеме да кажеме, јас сум работел и сум одел и по многу болници, и во приватно имам бидено, и во странство, така да имаме многу уште да работиме, за да достигнеме некој ниво и на знаење, и на стручност. Малу не е точно дека ова пандемија не врати малу назад, иначе по мене секој доктор мора барем во текот на годината едно 15 дена да помини во болница што е во странство, да види какви се значи самите навики на работење, знаење, протоколи на лекување и да све да научи дека со седење во ниедна држава нема плата. Значи медицината е аскетска наука, значи кој сака да биде доктор, јас и на младите му кажам, ако сакаш да бидеш хирург, од утре нема кафани, нема шетајне и ќе се занимаваш со спорт, ќе си легнуваш во 10 и отсавајле книгата и в сала, нема друго да те интересира наредните 12 години. Значи самото завршување на медицински факултет во суштина значи дека вие добивате едно ливче со базично знаење. После тоа е макотрпен патот, специјализации, едукации. Секоја година вие ако не одите по еден месец, ако не се едуцирате, ако не одите на на 3-4 конгреси, то нема ништо да знаете да работите. Што е со љубовта на докторите кон политиката? Интересен феномен е во Македонија затоа што од осамостојувањето до денес голем број ваши колеги се во политиката. Не можам да го разберам и јас тој феномен. За мене љубов била прва и после на медицината. Така да апсолутно не се снаоѓам јас во тие политички води. Јас сум човек кој што не знам дали 3 вести гледал сем ова за пандемија, кој што ги следам. Другото стварно не ме интересира, никош не ме интересирало политика, ме интересирала медицина, нова опрема, знаење, конгреси, значи цел живот, книги да напишиш, нешто да зато си одел на медицина. Значи самиот момент кога се запишал на медицина, ти се запишал за да му помогнеш на луѓето. Тоа ти е тебе најбитно во животот. А сега зашто одат по политики? Не знам, тоа треба да ги прашат доктори. Добро, веројатно има дел и за општествена одговорност, дел се лични амбиции, така натаму што не се снаоѓам, кажам, во политиките. Поќе се снаоѓам во сала, него со било кој политичар да седнам, јас не би знаел, мислам дека 5 реченици да сврзам. Не ги разбирам, не ме интересира. Што во моментов според вас е најнеопходно за општа болница Охрид? Што е тоа најдефицитарно во поглед и на персоналот, на човечките ресурси и во поглед на опремата? Што е тоа што вие би сакале да се реши доколку би можеле веднаш тоа да се направи? Јас би сакал Охрид да има една нова болница, голема, некој голем клинички центар кај што е тоа. Како што бараат во Скопје да има клинички центар, јас и стално викам Охрид заслужува да има една голема болница кај што ќе се спојат сиве болници од регионот, значи кадаров од кардиолошки, од костозломна, од струга, од диализа. Мислам дека има доволно кадар да се направи една одлична болница која би работела сосема добро како да речам клиничките, како
клинички центар во Скопје. Во однос на општата болница, моментално најголем недостаток на кадари на ниво на Македонија и на Нова Европа е анестезиологија. Значи, убедливо, најтежок проблем е анестезија и педиатрија. Анестезија имавме одобрено специализација, едва и најдовме една докторка која мислам дека ќе е голем потенцијал за Охрид со висок просек, која прифати и веќе една специализација на анестезија. Анестезија е тешка гранка, стварно тешка гранка која што ги соединува малтене интернистичкиот и хируршкиот блок. Како се надминува сега тој дефицит, тој проблем кој долги години ја мачи болницата? Но имаме договор со двајца врвни анестезиолози, значи од Костозглобна болница, то се Веслиевски и Шокаровски, кои што доаѓаат, тие се од Охрид и доаѓаат во нашата болница и стварно ни оди одлично соработката со ними и очекуваме, значи, да се врати уште една докторка која е на породилно отсуство и мислам дека уште краток период дека кој ќе може да се надополни таа анестезиолошка екипа. Морам да кажам дека Охрид имаше најдобра општа болница и на најдобрите анестезиолошки екипи во регионот. Значи, тоа беа Бакрачевски прво, па Чифлигаровски, доктор Лјатко, Шапески, доктор Точкова, сега Гордана, сите си заминаја, кој во пензија. Доктор Шапески сега беше работи едно најдобрите анестезиолози кој го имала не само држава, него регионот, меѓутоа си замина во Дубај, така да тоа е таа школа која што беше најдобра во регионот анестезиолошка и кој што стварно беше, јас сум работел со ними, значи со таа екипа беше уживање да работиш. Беа луѓето стварно едни врвни анестезиолози, не само на ниво на Македонија, него и пошироко. Се надевам дека младиве ќе имаат доволно волја, знаење за да ја продолжат таа школа. И Охрид на некој начин беше познат по таа анестезиолошка школа од општа болница Охрид. Се надевам дека тоа ќе продолжи. Ние земавме, опериравме деца од 3-4 месеци без никаков проблем. Се надевам дека младите ќе сватат сериозноста на анестезија, ќе се посвета на тоа и ќе можеме да испливаме некако. Како го менаџирате проблемот со недостаток на кадар во педиатрија со оглед на возраста на сите кои работат во овој момент на тоа одделение, сите се одлични доктори, меѓутоа се на крај да своите кариери? Проблем е педиатрија, проблем е што имавме специализација, меѓутоа на конкурсот за специализација по педиатрија ни се види една докторка и тај екстра квалитет, значи со висок просек, сега ја пуштаме, меѓутоа видите, не можете вие да извадите кадар така наеднаш. Преку ног не можете вие, молер не можете да иставите преку ног, не лекар специјалист, кој што и посебно педијатар кој што работи со дечина, многу тешко. Педијатрија не сака, значи младиве не ни прифаќаат потешки специализации. Во моје време ние се тепавме кој ќе оди на хирургија, на анестезија. Сега не е така. Сега младиве некако ги бараат оние струки кои што се не полесни, него што имаат и полесна е специализацијата и помала е одговорноста. Вие како педијатар и анестезиолог сте сами на цел град, не е едноставен товарот. Да ве остајца вечерва, сам на цел град, анестезиолог да сте во општа болница Охрид, од Давеник до Свеќе ви дојде. Значи, тоа не е едноставна работа. Или вечерва дежурниот на педијатрија 70 деца ќе прегледа во 24 сати. Одговорноста е огромна. И са нормално педијатрија моментално се постари. Меѓутоа се справуваат, тие се многу искусни, години го работат, значи искусни до безвест да речем. Треба некој да ги наследи тоа. Проблемот е што доста и ни се одвет. Многу од кадарот медицински воопште не доаѓа, со неколку разговори што сум имал со лекари од регионов кои што стварно биле да му се, јас му реков, јас ви се поклонувам на вашиот просек. И тие сите аплицираат во странство, на некој начин добиваат странска болница и си заминуваат. Освен што ја менаџирате со општата болница, работите постојано цело ова време и на вашиот оддел, по вашата струка во урологија, оперирате се уште толку често, колку операции извршувате? Ги имавте по неколку стотини годишно. 400. И сега оперирам секојдневно. Јас сум прво, јас и кога ме назначија, прашав две работи, дали ќе оперирам, дали ќе држам амбуланта. Ако не го укинем, јас немаше да прифатам да ви дам
директор на општа болница, нити нешто би прифатил да бидам ако не можам секојдневно да оперирам или да прегледувам. Секојдневно оперирам. Така сум се научил, тој ритам цел живот сум го терал. Здравио ме држи, живеам спортски, претерано ми сам пазам на исхрана на свет, така да ќе гледам то темпо и да го продолжам. За мене еден ден без операција како да не сум на работа. Оперирам ментално како служба за урологија од целиот регион. Имаме добро е да ни се враќа млад, солиден кадар. Уште една специализација сега испраќаме и уште двајца доктори веќе имаме кои што се како секундарци. Така да за мене како да јас колку години одавно сум началник на таа служба, се надевам дека ќе остам нешто што ќе може да продолжи таа служба и секој на крај крајва треба од таа средна и повозрастна да планира да таа служба да му ја остави на некој што стварно ќе може да работи и овај град да има кај да се лечи. Секој одење ван Охрид, во која друга болница, бара многу пари, живци и било што. Одењето во други болници, и во Скопје, и во приватни болници, не е воопште едноставно. Целосно сте посветен на вашата работа, на струката, кога имате слободно време, повеќе сте под вода отколку на копно. Наоѓате време за нуркање, како е ова лето? Па наоѓа има добра екипа таму во спортската сала, имаме една стварно одлична екипа нуркачи таму споени во клубот за подводни дејности. Нуркаме од сега, бевме во саботата, мислам, наоѓам време и бевме на една прекрасна локација, Трпејца, стварно стално ме изненадувала, најдовме на еден ѕид, слеговме околу 63-4 метра, направивме фотографии, така, езерото е стварно некое богатство што не знам дали има вакво нешто. И сум прошетал по сиве езера, мислам дека Охрид и ова што го има езеро го нема никој. Спортувам, гледам колку што можам, имам разбирање многу од другари со кои нуркам. Тие ме чекаат стално, или каснам, или приправен си, или ми викаат крвари некој, али така, име големо разбирање спрема мене, ми помагаат за опремата, бевме и Хрватска, учествуваме во многу еколошки акции, тоа е она што ми исполнува колку што можам. Ево, лето не знам акција дали имала еколошка да не сум учествувал, од чистење на каналот, преспавевме, Дојран чистевме, Хрватска чистевме. Така да на некој еден од колегиве нуркачи што Емил ми вика, оној знакон што е од нуркање на место боца треба метла да стават, али ето, покушаваме нешто стварно да направиме добро и за градов, и за целокупнава јавност. Имаме неколку млади нуркачи што, ето имаме 13-14 годишни кои што сака да нуркаат, се интересираат. И тоа е добро. Така, се обидувате да ја подигнете еколошката свест кај населението, кога сме воопшто кај свеста, ќе завршиме со тоа што почнавме, која е вашата порака до граѓаните во однос на целата оваа ситуација оптоварена со COVID-19, која не создаде нова реалност, која на сите не помалку не живцира, меѓутоа не сме да се игнорира. Па моја порака е прво да се вакцинираат, да не слушаат никого, да се придржуваат на оние мерки колку што можат, да ги слушаат советите на лекарите, да не преземаат ништо на своја рака, да не ги слушаат никого, значи што немам слушнато за ова рок од овие години, 4 месеци, меѓутоа струката мора да го води пациентот. И мислам дека Охрид на еден дел е дисциплина, меѓутоа некој знае да избега од таа дисциплина, али добро, мислам дека ќе успееме да се справиме со оваа пандемија, да немаме таков уште еден бран како што имавме и да продолжи животот на крај крајот. Доктор Балевски, ви благодарам што издвоивте време и бевте гостин во студиото на Охрид Нјус. Се надевам ќе имаме прилика да разговараме на поведри теми во наредниот период, но ова што е сега актуелно секако не сме и не може да се избегне. Фала на поканата. Тоа беше се во денешното интервју во кое гостин беше доктор Горан Балевски, директор на Општата болница Охрид. Се надевам дека бевме интересни и одговоривме на голем број прашања кои ја интересираат јавноста, особено во овој момент кога за жал бројките на ковид позитивни пациенти во нашиот град како и во земјата растат. Чувајте се и следете ни натаму. Пријатно.